Здраво, близнаци, добро дојдовте во новото видео во кое ќе ги толкуваме љубовните пораки кои универзумот ни ги праќа за вас, близнаците, и се за периодот кој следи. Значи, оно што ќе биде порака за вас, ќе го препознаете. Тоа што едноставно не пронаоѓате ништо во таа порака, тоа оставете, не обрнувајте внимание и да преминаме на пораките. Мислам дека месец мај за дел од близнаците ќе биде месец каде што за делова, значи од вас, каде што вие ќе треба да научите да кажете не. Некои од вас не знаат да кажат не знаат да кажат не можам, не сакам, едноставно да одбијат, не знаат да одбијат. И тоа вас сега веќе ви представува голем товар. Може ќе се најдете во ситуација каде што нешто од вас однатре ви вика не сакам, не можам, не. Значи, толку силно тоа не е однатре што доаѓа, но вие не навикнати да одбиете, сте во ситуација да се согласите со нешто кое ни најмалку го сакате или пак ви треба моментално во животот. И затоа, токму поради тоа, советот за вас е овде, дека треба да работите на тоа. Значи, со тоа што ќе кажете не, никого нема да навредите, никој нема кој знае што да му направите во животот негов ако кажете еднаш не, зашто вие никому пак и не должите нешто. Што вие должите некому нешто, па постојано само да, или целата обврска да преземате вие, или постојано да сте тука, или едноставно има моменти кога мора да кажеме не и точка, крај, толку е. Та не е себичност. Во никој случај не е себичност. Како може да е себичност да кажеме не за нешто што не ни треба, а од другата страна да не е себичност, а да се бара нештото кое ние не можеме и не сакаме да го дадеме. Размислувајте малку во таа насока. Значи, преземете мерки околу тоа, зашто ќе ви донесе непотребни грижи, товари, проблеми тоа. Ваше согласување постојано нешто да направите за некого нешто. И сега, за еден друг дел од вас, ова е за еден мал дел од вас, не знам за кого, ќе се препознаете, но некои од вас сте во некаква ситуација, сте во некој љубовен триаголник, вие. И тука нема емоции баш, нема емоции, тука има само страст. Сега, кои сте вие во триаголников, не знам, вие се знаете, меѓутоа нити вие, нити од другата страна, нити по третата страна постојат емоции, тука постои само страст. И мислам дека и овој месец ќе се продолжите со истата приказна, иако е тоа добро за вас, ако тоа ве одговара, ве расположува, слободно продолжете си, се што ве прави среќни, а не штете на другите, слободно да продолжете си со тоа. Еден друг дел од вас, вие што сте во врска, а знаете дека тука многу нема емоции. Тука некаков интерес само има. Некакви интереси постоеле, а многу љубов и немало. Ви сте заедно, да. И сега се јавува моментот кога ќе се запрашате дали е добро да се остане во ваква некоја врска, може би па и брак, не знам, каде што интересот е
пред се, а љубовта не. Затоа што вам сега ви е потребно можеби љубов. Повеќе љубов и да дадете, не само да добивате, туку и да дадете, вие сакате и да давате многу љубов периодот. И мислам дека не само вие, туку и партнерот се чувствува така исто. И ако вие седнете и поразговарате, ќе забележите дека и на партнерот му се потребни малку промени. Зошто не си дадете малку повеќе внимание, нежност и љубов? Така ова ќе прерасне во една сосема поинаква приказна од тоа како почнало. Може да прерасне, да. Меѓутоа, вие треба малку сега да поразговарате. Бидете малку попријателски расположени, бидете малку понежни, повнимателни еден кон друг и ќе видите. И оно што вас ви го бара срцето и душата, тоа и на вашиот партнер му го бара. Затоа ќе се најдете некаде на средина, ќе успеете да избалансирате. Верувам јас во тоа. Еден друг дел од близнаците е ова за тие што сте сами, тие што немате партнер, не сте во љубовна врска, не сте во брак. А вие може би не знаете, но постои некој таен обожавател. Постои некој таен обожавател кој не може да ве извади од мислите. Буквално не може да ве извади, ден и ноќ мисли на вас. И знаете, вие го познавате. Го познавате, овој не е некој кој не постои во вашиот живот или вие сте имали средби со таков човек, вас вие во окружувањето, може не сте секој ден заедно, но овој човек, оваа личност ја познавате и понекогаш ви има навестено по нешто од неговите или незините чувства. Вие на некој начин може само не го забележувате тоа, меѓутоа колку многу сака овој човек, оваа личност вас да ви даде, премногу, значи има големи чувства, дури љубов, значи голема љубов кон вас. Но не знае како досега, мислам дека во 3 наврати се обидела некако да ви каже, да ви даде до знање во врска со неговите чувства, но дали не сте препознале, дали не сте можеле да поверувате дека за тоа се работи. И сега тој или таа сега смислува план, стратегија како ли да ви покаже, затоа што овој последниот пат дефинитивно ќе ви каже. Ќе ви каже што чувствува за вас и што посакува во врска со вас. Значи, очекувајте периодов, очекувајте деновиве некој да ве изненади со такво нешто. Многу е убаво. Во секој случај, убави работи ќе ви се случат на вас, вие што сте моментално сами. И сега, исто така и за тие што сте во брак, кои некако биле многу практични во врската и во љубовта и во бракот и не биле, некако се изгубиле тие моменти на нежности, на забава, на сето тоа. Сега вие во некој момент ќе одлучите дека е време малку повеќе да се забавувате и токму тоа и ќе го направите. Вие периодов многу ќе се забавувате, многу ќе излегувате, ќе се забавувате значи со алкохол, можеби не е ова некои луди, некои неконтролирани прослави, ова е едно убаво прославување, убави моменти и сами во друштво. Значи, тие што сте во врска, а и тие што не сте, па и за сите ова, затоа што ова е финалната порака и главната порака за вас е дека смејата е најдобрата терапија. Имајте малку, приуштете си забава малку еден со друг и запомнете, љубовта е најголемиот
лекувач. Љубовта лекува се и сешта. Значи, приредете си некакви моменти на забава, на опуштање. Тоа на сите многу добро ќе ви дојде. И уште да забележам дека некој овен, некој стрелец или некоја водолија некаква улога ќе играат периодов. Може би тоа е партнерот со кој треба да ги избалансирате работите, може би тоа некој од овие знаци е тајниот обожавател и некој доаѓа со премногу понуди за вас. Што се долгорочни, ќе ви изненадат колку се долгорочни овие понуди и планови некој што ги има со вас и за вас и што ќе ви ги понуди. Драги близнаци, овој пат тоа е тоа. До следното видео. Чао, чао!